Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Ти се случило тебе тоа некојаш? Да се фолирам? И да те приметат? Како не джанам, во почетокот така, јас додека реално работев на себе, гледам зошто некои така се актери харизматични привлекуваат. И тоа најчесто се гледа така по сериозните школи на холивудските филмови посебно. Добро. Гледаш лови, ко вистина. И си викам што треба да направам јас како актер да се тоа што го гледам и да се почувствува дека е вистина, вистински да е. Така. И на крајот капираш дека Уверливо. треба ти да си вистински таков. Нема друго чаре. Сега тука шо правиш, да речеме, кои се опциите? Можеш да се соживееш, рецимо да мислиш Види. на тоа 24/7, што валја не е здраво. Не можеш 24/7, али одреден период ќе треба така да помедитираш на Така. сето. Тоа практично на себе. Не можам јас да имам емоции какви што имаш ти. Така, јас имам други околности на живење, ти си имаш други околности на живење. Така, тие се препознатливи, јасни. Ама кога ќе ги искажеш точно, вистински, онака како што е во реалниот живот, тогаш тоа е атрактивно, тоа е привлечно. Кога гледаш нешто фейк, не ти е привлечно. Не привлечно, така е, Така. како со сила некој тоа да го прави и на крај крај си викаш ако овој не дава се од себе, па зашто па ја да Сигурно. го гледам. Ти е на банална работа, двајца нешто да се подкаруваат, тука поинаква енергија, ми одма таму ти е фокусот. Така е. А инспекторов како го медитираше? Знаеш, од кај ми е? Пошто Јас ќе ти раскажам се од кај. Ајде. Јас работев еден период како директор на Центарот за култура, или театарот, тие се заедно. Да, сакам и да те прашам за тоа башка, пошто ми е убава приказна, ама после. Ајде. И јас се вратив од работава, да речем, низ Европа и така се отвори театарот и станав некако како што станав директор таму и прв пат се соочувам со ваков менталитет. Јас сум бил научен така, се договара со швабите. Се договараш тие тој, тука немам дилема. А ова и двете се театри, различни. Различни, многу топли. И еден ден влегува еден човек така со бела косичка, со едно ташниче внатре и вика добар ден. Добар ден. Да ви информирам че јас овде имате надвор за зградава. Охријенец. Шут од граѓевина. Собрано. И да го соберете, викам, нема проблем, викам, фала што ме информиравте. Јас тогу 3-4 дена директор. Активирав комунална служба, дојде луѓето. Да. Го кренаа шутот. Еве го пак другиот ден. Добар ден, што му викам? А он рече кај што беше шутон, има рече бело останато, тоа да се забреши. Да реков човеков, што сака се? Да го изрибаме. Едно време мене ми текви. Абе, пријател, реков, дојме ни една чорба да касниме. А уште чане, реков. Да. Тоа било? Тоа беше цело редо и јас реков, не е можно. Не е можно, реков, Рибјо чорбиче. Рибјо чорбиче, како сакаш. Само да чорбиче. Да, чорбиче, да си добие пешкеш нешто во денот, тоа е цата. И оттаму ми е, да ти кажам, тој првиот сигнал на инспектор Томе. Дека можеш натака да го градиш. Да, и мене ми кажуваат луѓе, вика тоа, вика ти што го правиш, вика ништо не. Ама не, викам што имат плюс. Леле, да се исплашиш, човече. Не вери. Ајде да застанеме кога сме кај чорбиче, сега да те частиме едно чорбиче. Што чорбиче, бе? Овака тука. Увето. И ке ни докажеш. Ма нема бе, VIP човече, види кој те застана овака. Не, јас немам команд, мене толку ми убаво што не ми се излегне тоткова. Да си седиме. Горан Стојановски во Еден на еден во недела на Канал 5 во 18:30.